Во однос на некогаш за Великден јагнешко кај нас се јаде 3 пати помалку. Традицијата беше секоја куќа за големиот празник да купи цело или барем половина јагне. Колку килограми порано се купуваше јагнешко, а колку сега? По цело се взимаше. Моли? По цело. По цел кило. Цело јагне. Аха, сега? Сега не знам. Се взимаше. Беа пари, убави плати имаше сега мизерни пензии, мизерни плати и никој не може да купи. Може да купи половин кило или кило колку за дете. Купуваше се понапред, да, сега не. Сега не, а? Да. Порано беше многу подобро. Може некој да купати цело јагне, некој двајца заедно по половина јагне, но во денешно време многу тешко. Порано, пред неколку години некој зимаа цели јагниња, некој зимаа половинки, а сега не може да земе ни 1 кило. Причините за ова се јасни, бидејќи јагнешкото не чинело никогаш повеќе. На неколку дена пред Великден средната цена во месарниците е околу 600 денари, што е 3 пати повеќе од откупната. Има ли пазарна логика јагнешкото да се откупува по 220, а да се продава по 650 денари за килограм? Нема, по мене нема. Нема логика, нема. То не е реално. Не е реално, да. Не, за сточарите е нереално. Таа цена што ја зимат, значи не е реално. Тоа е, те нема смисла од 220 да го земат јагнето кило, а месото 800 динара. Тоа е стварно срамота. Срамота тоа. Можно е. Можна логика, а? Нема никаква логика. Никаква логика. Чисто загуба се сточарите што го чуват. Нема. Зошто? Зимат го 200 динара жива мера, а 600 го продават. 400 дупло да. 600 го продават, 600. Значи нема пазарно. Нема како тоа. Ова заедно со драстично паднатиот животен стандард, јагнешкото го направи недостапно, а традицијата јагнешко со спанек или со магданос во популарната капама со брз чекор да заминува во минатото.